Советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата го достави планот за поголема достапност на советниците и отвореност на Советот кон граѓаните на Куманово до председателот на Советот, до сите советници и до секретарот на општината. Координаторката на советничката група Елена Доцевска-Божиновска вели дека планот е изработен пред се заради потребата од нови стандарди во комуникацијата на советниците со граѓаните, кои што треба да бидат достапни, посветени и непосредни советници, кои ќе покажат интерес за сите проблеми и нивно решавање. Доколку добие зелено светло од надлежните, првата фаза од планот би почнала да се имплементира од јануари следната година. Редовни средби со таргет групи, активирање и промовирање на Е-совет, редовни посети од советниците на местни и урбани заедници се само дел од активностите предвидени во првата фаза. Сметаме дека е неопходно промена да се направи, унапредување токму на таа комуникација на советниците кон граѓаните и сметаме дека е потребен еден поинаков пристап, дека се потребни повисоки, би кажала, стандарди во таа комуникација. Сметаме дека секој повик заслужува одговор, дека секое прашање од сограѓаните заслужува одговор, дека секој дел од Куманово треба да биде посетен редовно од советниците и дека се потребни поголеми заложби и волја за решавање на одделни проблеми. Планот го концепиравме во две фази, со тоа што првата фаза е предвидена со активности чекори кои што може да се реализираат во краток рок, во смисла да се направат подготовки наредните 60 на дена, а веќе да почне со имплементирање од јануари 2023 година. Сметаме дека сите ресурси кои што им се ставени на располагање на советниците од општина Куманово треба да бидат ставени во функција на извршување на нивната функција. Кога го кажам тоа, сметам дека телефоните кои што ги плаќа општината, претплатата телефонска што ја плаќа општината за телефоните на советниците, тие се службени, меѓутоа не се објавени, да речеме, и достапни за сограѓаните. Сметаме дека телефонските броеви треба да бидат и јавни и достапни до секој граѓанин. Сметаме и предлагаме активни мејлови на советниците да бидат достапни до јавноста и до сограѓаните. Предлагам исто така во првата фаза редовни средби со таргет групи во зависност од тоа кои актуелни прашања ги имаме тој месец за решавање и на дневен ред на некоја од седниците. Во смисла средби со таксисти, средби со пензионери, со спортисти, со угостители, така натаму, а со цел да ги слушнеме и нивните, како засегнати страни, и нивните укажувања, нивните забелешки во однос на прашањето што го решаваме. Предлагаме материјалите кои што сега пред седница ги добиваме само ние советниците и не се достапни до граѓаните, не се достапни до вас медиумите, дека е сериозен пропуст и проблем, и предлагаме материјалите да бидат достапни на официјалната страница на општината, како би можело секој да има пристап, доколку има предлог, доколку има сугестија, значи пред да пристапиме до одлучување и решавање по тие прашања, да има можност да ни укаже. Предлагаме и така наречен мој советник, тоа би било 6-месечна статистичка анализа, која што ќе анализира, односно ќе ги укаже на сите активности на секој советник, и таа анализа 6-месечна исто така би била објавена на официјалниот сајт на општината. Доцевска-Божиновска посочува дека втората фаза би се имплементирала доколку обезбедат средства од организации кои што работат на проекти за поголема транспарентност и зајакнување на демократскиот капацитет на институциите. А втората фаза опфаќа, односно предлагаме во нејзе да бидат снимани и да има пренос и од комисии, односно седници на комисии, да не биде како сега само од седница на совет, бидејќи на многу голем дел од комисиите се води многу пожестока и многу поплодна дебата, а тоа не е видливо за нашите сограѓани. Во втората фаза предвидуваме и воведување на одделение за истражување и анализа за потребите на советниците. Во изминатите месеци тоа се виде како неопходност. Предлагаме воведување на одделение кое што ќе биде за соработка со ЗЕЛС и со советите на другите општини, а со цел размена на искуства по значајни и актуелни прашања, и предлагаме отварање на канцеларија за контакт на граѓаните со советниците, каде што ќе може да дојдат да запишеме нивни проблеми и така натаму. Сметаме дека советникот не треба да биде само гласачко тело, дека советникот е гласот на сограѓаните, дека е представник и заштитник на нивните интереси, така треба и да делува, и сметаме дека кумановци заслужуваат безусловно достапни и посветени и непосредни советници. Советничката група на ВМРО ДПМН очекува што поскора координација на која што би се дебатирало за планот, но и негово прифаќање од сите советнички групи и имплементација.